урбаната опрема. Значи, сите сме Битола, сите сме за градот и во изминатиот период гледаме како ни изгледа главната улица Маршал Тито. До пред некој време изгледаше спортската сала така во еден период, сега изгледа онде кај Торпедо, која ќе биде од цела Македонија за продавање на тезги. Многу слично моментално изгледа и Маршал Тито. Дали собствениците на објектите си зедат за слобода во изминат период да си направат бараки надвор пред дуќаните или да заградат, тој е на нивна обврска, на нивни ризик, а дали општината има метод да го регулира тоа не знае. Во изминатиот период сум сведок дека дословно од излогот идеа метро и пол мереа, а и така са самите плочки направени до црната плочка, требаше да се поставува урбаната опрема. Секој отскакување беше казнувано по метар квадратен со огромни суми на пари. Бидејќи сум присутен на правилница во тој период, јас таму порастав, сето тоа некако се менува. Дали собствениците на локалите станаа блиски до владеачкото мнозинство на ДПМН и тие комисии и инспекции не изнегуваат на теле и не премногу казни, или премногу казните се мали, или па нешто друго е однашање, тоа остава на надлежните институции. Но апелирам, значи без разлика во каков период сме, дали сме изборени или дали тој е во корист на некој или не, награденото лице на таа улица е во многу замината фаза. Значи во останало уште мангал надо да се изде, да се запали оджак, некој шпоре некој и не знам. Во петок и во сабота тие организирани свирки кои се прават надвор во кафичите, значи улицата не е на собствениците на кафичите. Тие имат простор кој е загарантиран продолжение во ширина пред нивните објекти. Узурпацијата на овај начин која ја направија е срам за граѓаните на градот Битола. Покрај големите давачи кои ги плаќаат и општина да профитира од нив, јас мислам сепак ние во град треба да завршиме нивото на регулирање на таа урбана опрема. И е многу симптоматично што за едни важи, за други не важи. Еден објект кој дојде, кој се отвори на крајот корзото, му е дозволено да има настрешница до пола Маршал Тито и да има плоштадка. А знаеме дека сите останати објекти надолу, помине инспекција ги казни, плоштадка не треба да се има. Зошто е така? Сигурно се надевам и би сакал да добијам одговор. Значи третманот да биде ист за сите. А тука, извинете, а имаме и представник од, значи советник Јовица од музејот, кој исто така треба да е засегнат за изгледот на таа улица која е автентична и ние се